Прашање. Повелете. Што работила пред да станете председателка на СЗК? Јас имам над 20 години работно искуство и во сите овие 20 години работно искуство работам како економист. Дали имате менаџирано спортската сала Растен? Вака, верувам дека и предпоставувам дека прашањата ви се адресирани врзано со она кое што вчера срамно излегува некои да го изјавуваат, а тоа беше точно еден час по пресконференцијата која што јас тука ја направив точно во овој штаб, каде што кажав и изјавив јавно, јасно и гласно дека ќе се ревидира сето она кое што е направено во градот Скопје и дека оние кои што потрошија 4 буџети во 4 години на градот Скопје дека ќе се имаат соодветна одговорност. Стравот и нервозата се тие кои што предизвикаа некој за еден час да трча и да излегува со лажни обвинувања и со нешта кои што навистина се небулозни, зашто денеска ќе се следи соодветна тужба. Јас немам намера на 2 дена пред завршувањето на овие избори, односно пред моментот кога скопјани ќе имаат можност да одлучуваат, да се објаснувам со луѓе кои бесрамно лажат за да го скријат својот срам и за луѓе кои што сакаат да си ги скријат криминалите. А стравот, срамот и ова безобразие сите скопјани го гледаат. Она кое што мора да се знае е дека 42 години немам никаква дамка, нити лично, нити професионално, и доколку би имала, не би се впуштала во ваква трка да се надпреварувам со вакви бесрамни луѓе кои што 4 години го трошат буџетот на скопјани и ниту еднаш не дадоа отчет каде отидоа овие пари, а ни едно од ветените нешта во програмата во 2017 година не реализираа. И затоа ќе се следи тужбата денеска за овие кои што лажат и кои што манипулираат и кои што во 42 години немаа никогаш ништо да кажат лошо за мене, а тоа го вадат точно поради тоа што се уплашени, затоа што реков дека ќе им го ревидирам работењето и ќе си има одговорност за овие кои што 4 буџети на граѓаните ги потрошија. Така да немам намера да навлегувам понатаму и да се појаснувам со луѓе кои што замислете еден час од кога кажав овдека дека ќе си одговараат за се што направија и стрчаат да склопуваат на брзина некакви измислици. Тужбата ќе си го покаже своето. Значи немам намера некој да фрла дамка на мене по 42 години за нешто кое што треба јас да се докажувам по медиуми. Тие ќе си кажат после 17 октомври каде се парите на граѓаните. И нема да се откажам од тоа и џабе што и да направат во следните 2 дена за да фрла дамка на мене, треба да се знае дека нема да се откажам. Слободно можете да се обидувате 42 години честно живење да ги извалкате. Ќе си имате одговорност и тоа што го кажа вчера јас ќе го реализирам. Нема никакви притисоци да предизвикаат да потклекнам на тоа што го кажа вчера. Немате работено како менаџерка на плата? Јас ви кажав сите наводи, ќе си ги докажам во тужбена постапка затоа што тој сега може да каже и дека не знам какви криминали сум направила и дека сум утепала човек. Јас зарем пред вас медиумите ќе се докажувам. 42 години никаква дамка немам во својата кариера. Значи верувајте ми дека доколку сум имала сигурно до сега ќе излегло и плюс како интелигентен човек кој што има кредибилитет на национално ниво, на меѓународно ниво, седам со главните институции во државата и понатаму подалеку во светот. Јас не би си дозволила одговорно тврдам да влезам во трка со вакви лажови и манипуланти, за да ја имам можноста тие да ме валкаат во кампања. Сега им текна кога ги повикав на одговорност, сега им текна кога кажав дека истрошија 4 буџети дека ќе одговараат за тоа. Извинете, имаат скопјани можност да проценат, да видат и знаат. Оној кој што го оштетил скопскиот буџет ќе си одговара. Слободно, нека лажат и нека манипулираат, има уште 2 дена додека да дојдат промените и ќе ги отвориме книгите и ќе видиме многу убаво каде се парите на граѓаните, каде се средствата од продажбата на градската куќа, каде се 4 буџети потрошени на скопјани, на проекти кои што ги ветија во 2017 година и не реализираа ниту 5% од тие проекти. Сите скопјани се свесни, сите скопјани гледаат. Како ви се чини идејата за заменик градоначалник да поставите Албан? Или Албан? Таа не е нова идеја. Ние сме имале заменици градоначалници и не знам зошто етникумот би требало да биде било каква предиспозиција за било која позиција во градот. Јас би ставила заменик градоначалник и албанец, и турчин, и бошњак, и ром. Не гледам никаква пречка
единствен критериум треба да биде квалитетот на човекот и како и колку тој човек може да придонесе за доброто на градот. И ќе бидам градоначалник за сите скопјани. Никого нема да делам. Сите ќе ги помогнам подеднакво и со сите ќе се работувам подеднакво.